Неделно издание на вестите во 12:30. Добар ден. Еве ги настаните на денот. Од денеска од полноќ стапува во сила забраната за емитување платено политичко рекламирање на телевизиите, печатените и електронските медиуми. Голем интерес за купување на плацеви за изградба на викенд куќи и угостителски објекти на Пониква. Изутрина најниска температура во Македонија измерена во општина Верово од -6 степени. Во Штипе измерена -1, а во општина Виница температурата падна до 0 степени. Денешната посета се тековните активности на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Делчево, подуктовка за избори. Сакаме да излеземе со што подобра програма пред граѓаните на Делчево, да видиме до кај е акцијата за давање на идеи. Значи, сакаме да составиме една програма која што ќе овозможи нови економски можности на Делчево. Поголеми пензии, поголеми плати, посебен акцент на технолошко-индустријската развојна зона. Значи, и Делчево да биде во градовите во кои што постепено се отвораат нови погони и нови фабрики. Значи, изминативе неколку години, особено се отворија фабрики и погони во внатрешноста на Македонија. Значи, збориме за надвор од Скопје, Битола, Штип, Кочани, Виница и така натаму и така натаму. Значи, инсистираме и сакаме тој тренд да дојде и до овој дел од Република Македонија, значи Делчево, Пехчево, Берово и другиве места во кои што се уште нема некој нов поголем капацитет. Со читање на поезијата на Ацо Шопов од страна на ученици од општина Штип, Дом на млади во соработка со општина Штип ден порано го одбележа родениот ден на овој познат штипски поет. Стално зборувам дека народ кој нема азбука е неписмен народ, но народ кој нема книги е прост народ. Денеска сте вие овде, деца, значи денеска сте вие овде да прочитате нешто многу важно. Затоа ми е мило што од нашиот град потекнува Ацо Шопов, што се поклопува неговото чествување со нашиот празник на градот, или што мислам дека вие давате голем допринос да сеќавањата за Ацо Шопов живеат. За манифестацијата насловена како Младите за Шопов, односно надпреварот во рецитација на стиховите на Ацо Шопов, беа пријавени 24 учесници, а според следниве пропозиции 4-члено жири одредуваше кој најдобро ќе ги пренесе емоциите на Шопов во неговите песни. Ние како членови на комисијата ќе ги оценуваме токму оние способности на учесниците кои се поврзани со акцентската целост, со нагласокот на самите овие зборови, потоа за убавото изразување и се разбира она јасна дикција. Една од учесниците беше Росана Бадева, ученик во средното општинско училиште Славчо Стојменски, која ја рецитираше песната и уште еднаш Црно сонце. Не ми требаше долго за да се подготвам и за да ја извршбам песната, само неколку дена и тоа е тоа. Очекуваш ли награда? Па, не знам, зависи од конкуренцијата. И покрај скромноста, Росана Бадева заедно со Димитри Ѓоргиев, ученик во приватното средно училиште Саба, ги освоија двете предвидени награди. За делата на Ацо Шопов говореше магистар Милена Ристова Михајловска, а за пророчките мисли во неговите песни кои подоцна се реализирале професор доктор Блаже Китанов. Она што е карактеристично и специфично за истата таа поезија на кој што работат денешниве интерпретатори, аналитичари, рецензенти и критичари на литература се символистичките и надреалистичките елементи во поезијата на Ацо Шопов. Тоа што тој уште од 64-та го најавуваше, го предскажуваше со својата екстра чувствителност, сега нам тоа не се случува. Ако ја читате Гледаш во пепелта, таму судбински се реализира овој момент сега што го имаме на бегалците од Сирија, од Ирак, од Пакистан и така натаму. Ацо Шопов е роден на 20 декември 1923 година и доколку беше жив, на утрешен ден ке наполнеше 92 години.
Тоа е истакнат македонски поет, академик, преведувач и еден од основоположниците на современата македонска книжевност. Бил председател на Друштвото на писатели на Македонија, прв председател на Советот на фестивалот Струшки вечери на поезијата, член на Македонската академија на науките и уметностите МАНУ и на Македонскиот пен центар. Ацо Шопов бил и амбасадор на Социјалистичка федеративна република Југославија во Сенегал. Главната манифестација за чествувањето на 92 години од раѓањето на овој македонски писател ќе се случи утре во алејата на заслужни во Бутел, каде што се наоѓаат неговите посмртни останки. Од денеска од полноќ стапува во сила забраната за емитување платено политичко рекламирање на телевизиите, печатените и на електронските медиуми, соопшти Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Забраната е пропишана во член 82, став 1 од Законот за изменување и дополнување на изборниот законник и важи до денот на почетокот на изборната кампања за предвремените парламентарни избори, кои ќе се одржат во 2016 година, се наведува во соопштението од агенцијата. Во изготовка е нов урбанистички план во кој се предвидени парцели за викенд кукички и хотел на спортско-рекреативниот центар Пониква, велото од општина Провиштип, а веќе од наредната година се очекува изградба на асфалтен пат во должина од 13 километри за директно поврзување со градот. Додека во Кочани на последното јавно надавање се понудени 23 парцели. Отуѓени се 21 парцела над местноста викана Аеродром. На територијата на Кочани и на надавањето се постигнати цели од 71 до 550 динари за метар квадратен. А оттуѓена е и парцела од 6000 метри квадратни, која е наменета за хотел по цена од 313 динари за квадрат. А идната година ќе се спроведе уште една продажба на градежни парцели за викенд куки. Изутрина најниска температура во Македонија измерена во општина Берово од минус 6 степени. Минус 3 степени се регистрирани во Струмица и Демиркапија, додека во Штипе измерено минус 1 степен, а во општина Виница температурата падна до 0 степени. Се очекува времето денеска да биде сончево со мала до умерена локална облачност и слаб северозападен ветер. Максималната температура ќе биде во интервал од 7 до 14 степени. Во наредните денови според УХМР ќе продолжи периодот на стабилно и суво време, подделни котлини со појава на утринска магла. Од утре нашето подрачје ќе потпадне под влијание на топла воздушна маса од југозапад, кој ќе услови висока дневна температура за овој период од годинава, особено во среда и четврток. Турските власти најавија продолжување со повлекувањето на групите од Северен Ирак, откако американскиот председател Барак Обама го повика турскиот председател Реджеп Таип Ердоган тоа да го стори заради дескалација на тензиите со Багдад. Земајќи ја во предвид сензитивноста на ирачката страна, Турција ќе продолжи со процесот што веќе го почна во врска со повлекувањето на групите стационирани во провинцијата Мосул, соопшти турското МНР. Шпанија денеска гласа за нов парламент, но за разлика од пред 4 години, кога сите знаеа кој ќе победи убедливо, денеска со односот на силите е речиси идентичен. Изборните места ќе бидат отворени во 8 часот по локално време, каде 36,5 милиони шпанци ќе избираат членови на долниот дом на парламентот, како и на сенатот. Првичните резултати се очекуваат вечерва. Поради сомнителен пакет, авион на Air France принудно слета со 573 патници, како што пренесуваат француските медиуми. Пилотот на авионот побарал да слета итно, откако бил откриен сомнителен пакет во тоалетот на авионот, за кој се сомневаат дека е бомба. Авион на Air France што летал од островот Марициус во Индискиот океан кон аеродромот Шарл де Гол Роаси во Париз, во текот на ноќта морал вонредно да слета во Момбаса во Кенија, откако бил откриен сомнителен пакет во авионот, јавува дописникот на МИА од Париз. Експерти за експлозив го анализираат пакетот, а утрина во авионот се уште е на аеродромот во Момбаса.
Кошаркарите на Оклахома Сити остварија убедлива победа во дуелот со Лос Анџелес Лейкерс. Победникот беше решен по првиот период, кој Оклахома го доби со 35-15. Кевин Дурант постигна 22 поени, а Расел Вестбрук имаше учинок 13 поени и 11 асистенции, што е негов 18-ти дабл-дабл учинок сезонова. Копи Брајант не настапи за гостите. Резултати на ноќеска одиграните дуели: Оклахома Сити, Лос Анџелес Лейкерс 118-78, Вашингтон Шарлот 109-101, Њујорк Чикаго 107-91, Хјустон Лос Анџелес Клиперс 107-97, Мемфис Индијана 96-84. Бидете со нас и во Дневникот во 16:30. До тогаш останете со нашата програма. Пријатен ден!